Денеска ќе направиме нешто интересно, нешто вкусно, затоа што е сезона на јагоди, а кога ќе се споменат јагодите, мене барем веднаш ме асоцира на нешто навистина многу убаво и прекрасно, а за тоа ќе се погрижи нашата драга пријателка Бобе Јанковска, која што ќе ни направи ликер од јагоди. Добро утро. Добро утро. Ликер од јагоди, тоа прекрасно звучи, интересно звучи, но јас искрено појма немам како се подготвува, затоа сме денеска тука за да ни покажете како се прави тоа, да ни раскажете како почна целата таа приказна, бидејќи ни правите само ликер од јагоди, правите многу други убави, ќе кажам, задоволства кога станува збор за храна и нешто што може да го видат и оние кои што ве следат на Инстаграм. Така е. Уживам да подготвувам храна и да конзумирам нормално. Претежно благи работи и месени, но сепак и јас сум, значи не пијам алкохол воопшто, Така. но овие ликери од кога почнав домашни да ги подготвувам, така кога има некаква пригода, значи за да наздравам, можам помалце да пробам. Сепак е домашен, јас сум го подготвила и не е толку јак, да кажем. Сепак е нешто со што може нели да се наздрави или да се каже здравица, нормално не да се конзумира во прекумерни количини. Може да подготвиме. Ајде да додека подготвуваме ќе ни ја раскажувате и постапката за истата. Нормално. За ова ни треба, значи, пола кило јагоди, во тегла ги ставам, исчистени, измиени и сецкани. Еве се вака, ќе ставиме во тегла од сецканите јагоди. Полниме јаготки, 250 грама шеќер оди во таа доза, значи се вака од озгора ќе измешаме. Добро. Значи таа е дозата, но јас сега во помала тегла, значи исто во поголема тегла може, во 2 тегли, директно во шише, само после не може да се вадат јаготките, затоа е поубаво да бидат вака во тегла. Значи толку е брзо, едноставно. Ред јагоди, ред шеќер. Јагоди, ред шеќер, така. Така, добро. За да се потроши дозата. Ево што малку. За да има интересен шмек, ја ставам и неколку суви карамфилчиња. Баш интересно. За да има интересен шмек. Значи јагодата стварно е преубава. Едно од моите омилени овошја. Значи во месец мај и јуни обожавам да правам секакви сладки, сокови, фрапе. Мислам дека нема некој кој што не сака да. јагоди, да, на вистина, посебно кога се погодат нели убави благи. Така. Значи ова е постапката, се подготвува, потоа се долева ракија, алкохол или водка. Значи ја во моментов ќе долеам ракија. Значи може и со водка. Домашна, да. Значи имам пробано и со водка и мислам дека е за мене подобро зашто не се осеќа премногу алкохолот, не знам сега. Така. Треба добро. секој да проба по вкус, а важно тоа е постапката и вкусот е тој. Од која ќе го наполниме со алкохол, ја затвараме теглата и ова сега се става на 3 недели да стои на сонце. Така, значи За 3 да недели на може, сонце да. за да може да се постигне ефектот Од крај. на време, значи секој ден скоро ја превртувам теглата за шеќерот да отиде на секаде. Значи за тој период се стопува целиот шеќер, се прави таа ферментација од јагодите и потоа се процедува, се става во шишиња, се флашира и се чува да се конзумира преку година. Значи така го добиваме ликерот всушност. Тоа е всушност ликерот од јагоди. Сега во интерес на времето не можеме нели да чекаме ние 3 недели. Имаме лански ликер. Имаме, така е. Еве го. Ето како изгледа. Ова е лански подготвен. Сега јас ќе ви... Сега ќе направиме тука и мала дегустација, декорација и што ли уште не знам, сега ќе видиме. Ајде, сега ќе ториме да видиме. Има перфектна боја, На вистина. а вкусот, мислам да не го опишувам воопшто, тоа стварно треба да се проба. Сега ќе декорираме со нешто. Тука имаме шлак, ако не се лажам, Малку нели? ставам, да, и шлак. Затоа што не сум фан премногу, значи ја пак го правам како некој десерт, да речеме.
А може и некоја јаготка од озгора, ако јаготка сака некој, да. обавезно. Браво. Навистина многу убаво. Колку време го правите ова бове? Ликеров, Да. значи скоро секоја година. Значи овој од јагоди и од вишни ми се стварно фаворит, со тоа што може би тој од вишни, не знам, за мене можда е малци и повкусен, Така. затоа што во него ставам и стапче цимет. Значи повеќе, а ова не сакам јагодата воопшто да ја изгубам, значи вкусот. Ајде малце и нанемте овдека да земеме, пошто имам некое свежо. Да искористиме од сето она што ни го нуди природата, за среќа имаме убави нешта. Значи ликер од вишни и ликер од јагоди. Во ликерот од вишни рековте ставате карамфилче? Во вишни Така. ставам карамфилче, Така, а тука цимет, ставите? овде е само карамфилче. Карамфилче, А во другиот ставам и стапчиња цимет, неколку кришки лимон. И мислам тоа целата таа комбинација е феноменална за мене. Што друго правите во овој период од годината, освен овие ликери? Зашто ја користите пролетта како едно од поубавите годишни време? Така. Во моментот, пошто е сезона на јагоди, а нели тоа е фаворит за мене, во моментот, значи, еве набавив јаготки убави, ќе правам джем од јагоди. Леле, сега како ми се пријаде джем од јагоди, драги гледачи. Инаку, Може да се проба. Така, да. Од ланскиот. така, така. И мајка ми исто лани правеше джем од јагоди и од кајси исто така. Исто, тие две Така, ги да. правам мислам тие ми се фаворит. И слива. И слива. Тие три, значи други веќе не менувам, сум пробувала секакви, ама мислам дека Еве имам и внуче, па за него правам посебно джем од јагоди, значи воопшто шеќер не ставам. Така да супер си го конзумира, ефтен. Браво, одлично. Значи, се уште сте во работен однос, имате и внуче, наоѓате време и за вакви сладки задоволства, секоја чест. Што друго сакате да готвите? Што е она што друго можат исто така да го видат оние кои што ќе ве заследат на Инстаграм? Споменавте дека сакате да правите и месени работи. Месени работи секако. Значи, долго време веќе подготвувам леп од природен квасец, што и јас сум го подготвила. Ме подучи еден познат мајстор за пецива. Така да долго време веќе и тој си го месам со домашен квас. Правам пити, банички, кифлички. Значи, се што Колку убаво не е навистина. толку здраво, да кажеме, да се конзумира, но сепак без тоа... Штом се прави дома, сигурно е поздраво. Верувам дека Да, така. да, се надевам така. Добро, тогаш може еве начелно да се договориме дека следен пат кога ќе дојдеме и ќе се договориме да снимаме, може да мислиме леп. Може, како Може? да не, да. Вове многу ви благодарам, навистина ми беше огромно задоволство и ќе останеме уште малку да уживаме во вашето прекрасно друштво, па ете и да ги пробаме овие прекрасни јагоди. Ви благодарам многу за поканата. Се надевам пак ќе се видиме. Секако дека ќе се видиме, драги мои, се надевам дека ви се допадне и вам сето ова што пред малку го видовте и како што споменав ќе останеме уште малку, а се надевам дека и вие уживате во убавите плодови и овошја кои што ги имаме во овој период од годината. Останете со нас.